Повелите. Добро, дозволете на почеток да кажам дека ВМРО ДПМНЕ се лицемерни во нивните ставови и ги лажат и помалите политички партии ги лажат и граѓаните. Прво, зборуваат за намалување на бројот на пратеници, а сите знаеме дека до пред 3 години имавме дополнително уште 3 пратеници од диаспората, со што нивниот став се докажува дека е лажен и лицемерен. Дополнително, кога зборуваме за намалување на 90 на бројот на пратеници од 120 на 90, сите знаеме и тие знаат дека за тоа треба да има уставни измени, односно во уставот е регулирано дека бројот на пратениците може да биде од 120 до 140 пратеници. И освен што се лицемерни и освен што лажат, со отворањето на уставот прават дополнителна штета на државата, затоа што во овие турбулентни времиња за тоа прашање треба посериозен разговор помеѓу сите политички партии, помеѓу сите пратенички групи, разговор кој што треба да обезбеди консензус пред да се даваат било какви изјави и пред да се пуштаат било какви предлози и во собраниската процедура, меѓутоа и во јавност. Третата работа за која што исто така сакам да зборувам, сум кажувал и доса неколку пати, прво предлогот за една изборна единица, знаете дека е предлог уште од 2016 година и лицемерието и лажењето на ВМРО ДПМНЕ е што сите знаат, граѓаните знаат дека тогаш тој предлог беше блокиран со илјадници амандмани, тоа беше пред изборите во 2020 година, некаде февруари месец 2020 година, кога ВМРО ДПМНЕ предлогот за една изборна единица, отворен, пуштен во процедура, за кој што исто така требаше да се разговара, го блокираа со илјадници амандмани за да не дојде воопшто до разговор на таа тема. Третата работа, или четвртата која што ја спомнуваат, е укинувањето на техничката влада или на пржинската влада и кажавме и претходно и стоиме на тоа и денес за сите овие прашања дека треба да се обезбеди консензус, а ВМРО ДПМНЕ таков консензус нема обезбедено досега ниту со нивниот коалиционен партнер Алијанса за албанците. Нашиот став уште еднаш, да го повторам, е јасен. Дека за сите овие прашања треба да разговараме, да се отвори диалог, да се отвори начин за да обезбедиме консензус. Начинот може да го најдеме, имаме време за тоа, со оглед на тоа што изборите ќе бидат во 2024 година, заедно сите со консензус да обезбедиме квалитетни решенија, квалитетни законски решенија, што ќе значат поголема демократизација на државата. Се извинувам? Видете, тоа е предлог за да влезе во законот во скратена постапка во собранието. Не значи дека на 10 февруари ќе се гласа за или против тој закон. Кажав дека најбитно е да се обезбеди консензус и имаме начини, имаме и време да го обезбедиме тој консензус врз основа на фактите и аргументите кои што и ние и тие ќе ги постават на маса врз основа на дебатата во собрание, нормално дека ќе се носи конечната одлука. Така. Значи, ние и тогаш кажавме дека сме за една изборна единица и дека треба да разговараме со сите модалитети на таа една изборна единица. Прво, гледате дека и денес има различни ставови. Едни зборуваат за една изборна единица со праг, други без праг. Може да се отвори прашањето за колкав да биде тој праг, дали 2%, 2,5%, дали од запишаните, дали од излезените гласачи, се отвора прашањето за помалите етнички заедници, односно за гарантираните места на помалите етнички заедници, и затоа викам дека тоа е сложен процес за кој што треба да обезбедиме консензус од сите. На крајот, најдобро ќе биде за сите ако направиме нешто што значи поголема демократизација на македонското општество. Благодарам.